Дарија, ајде тука на првото столчице. Не можем да го отворам. Не можем ја да го... Ама ти го разбери, Климатските промени, постоењето на климатскиот систем е природна појава. Тоа што ние, кога ќе се спомни климатска промена, го сметаме негативно е затоа што човечкиот фактор, ние како луѓето, ослободуваме многу, особено од јаглерен диоксид, стакленични гасови. Што повеќе стакленични гасови, то повеќе топлината од земјата ќе се задржува и враќа назад, то повеќе ќе се зголемува и температурата и ќе имаме ова глобално затоплување, ефект на стаклена градина, што знаеме кога ќе влеземе под леа како е. Тичкајте се. Мечи. Таа тамо нема дука, Зарија таа тамо оци. Зарија таа не може. Готово. Па тамо нема бе. Ами тамо тука Тамо ако нема. Не само големи температури, туку големи флуктуации во температурата. На тој начин, например, растенија што сакаме да ги одгледуваме, во февруари ќе имате еден пик на 30 Целзиусови, па после пак ќе намали на 15 Целзиусови. Нема да процветат растението, нема да даде плод. Значи, овие штети не се само на природата, туку и нас на човекот. Не, со лата се залепат они. Е така, наместо со рака можеш и со нога, ама се да не се жалко што е пусти. Така. Така. Што може да се направи за да се решат овие проблеми? Прво, за енергија, наместо фосилни горива, сите тие трошливи работи што прават штета, може да се користи енергија од ветерот, енергија од сонцето преку соларни панели, ветерници, хидроцентрали за да се користи од водата енергијата, нормално све прописно, и од самата земја, или јадрото на земјата и процесите внатре в земјата ослободуваат големи количества топлина. Ај на цртим ги крупчињата вие тука. Избој ги. Може ли? Така, не ли е по-убаво сега? А? Тука камионите. Супер е. Ефикасност. Многу е битно да сме енергетски ефикасни. Например, ако не ни треба светлото, може да го згасниме. Да се прават нови иновативни решенија, иновативни справи кои што ќе ја подобрат ефикасноста како ја користиме енергијата. Да се намали ѓубрето преку рециклирање, компостирање, поведување данок на аглерот. За секој слободен јаглерот кој што прави штета, нели да се наплаќа како мотивација за евентуално да се трне тоа користење негативно. Јавно информирање и јавна свест, гледам, Темир Капи е генерално меѓу поредките места кај што вака поголем народ е посвесен, знае што се случува и сака да помогне. Тоа тука, еве има тоа таму, ова тука. Ајде, ова тука или каде? Тоа тука. Ва само нас. Ај само малку да е. Ај треба да гледате. Ама и вие што правите таму? Одржен во земјоделие и шумарство, наместо да се користат пестициди, инсектициди кои што нанесуваат хемиски штетни работи, премногу ѓубриво, да се информираме, да користиме толку колку што треба и на природен начин да ги одгледуваме и да ги зголемуваме приносите на нашите култури. Например, има одредени растенија кои што тргаат одредени штетници. Таква биолошка контрола ем ќе направи земјата почиста, ем ќе го имаме ефектот што бараме за поголем принос во земјоделието. Цртежот ќе биде мој, а боичките ќе бидат ваши. Добро? Само цртежот ќе ми одајте. Блокчето, боичките ваши. Океј? Ајде. Арно, ама што може ние лично на индивидуално ниво да направиме? Да бидеме задоволни со помалку едноставно. Пошто се поголема популација, ако не може со помалку да е задоволна, неизбежни се последиците. Кај данос?
Контра на популарното мислење дека ние, младите, сме ја наследиле и нината од нашите предци, не е точно. Туку ние ја позајмуваме и нината од нашите поколенија. Затоа имаме одговорноста да ја подобриме и обезбедиме истата. Не, јас сакам природата и таа нас не сака. Живи да видиме сите. Тие по-старите да потераме в ушите. Символите на акцијата е дека вие се полинизаторски и пчелите видат многу на нив. Пчелите, нели како опрашувачи, без нив немат како огромен број на цветните растенија да се опрашуваат, да се размножуваат. Ако не се размножуваат, нема да имаме плод, нема да имаме храна. Затоа се тие есенцијални, затоа многу е битно пчеларството, заштитата на пчелата. Сите пчелари и сите луѓе прво проверуваат дали има мед. Прво треба да провериме дали пчелата правилно работи, дали е тесно, дали е широко, а после за мед. Значи, она уште кога ќе се отвори пчелата, се гледа дали е вознемирена, дали не е вознемирена. Значи, ете се гледа дека тука има веќе матица, значи она си работи. Еве, да речеме вака, кога би ја гледале рамката, они ја градат под 45 степени, тоа е нивна архитектура, за да не тече медот. Гледате, еве, значи се гледа тука каде е прилив на полен, нектар. Ако пуче семејството внатре, ако има некој немир, тогаш треба да обрнеме внимание, да прегледаме детално пчелата, дали има матица. Ако не постои матица, тоа семејство ќе се уништи веќе. Значи нема организација, нема јајце за наредната генерација. Сега веќе нема што да се прегледува. Сега веќе е суша, се дешава не дали е некој вирус. Медот стое, пчелата нигде на нема. Има и такви убави моменти, има и сушни години, од 40 и 50 семејства може да извадиш околу 1000 километра. Тоа е ден и ноќи се работе, последна недела кога ќе отидеш, кога ќе го отвориш спратот, што да видиш? Жолто злато. Ако почте ми е пак. Абе, петеле. Ајде, слободно. Ајде, бе. Демиркапија е едно мало место, кое што се наоѓа на југот од нашата држава. Може би сме еден од најбогатите во Европа орнитолошки центри, каде што може да се сретнат дури 150 различни видови на птици, многу орли и нешто што е многу важно, тоа се двата ендемични вида на мршојарци, египетскиот и белоглавиот мршојарец. Изумрени организми, изумрени лешови. Тие можат да се извор на зараза, на болести. Баш тие мршојарци се хранат со тоа, пошто има многу силна киселина која што може да ги разбие тие лешови. Мршојадец тешко да видиме вака близко. Причината е што тие не ни сакат да бидат во контакт со луѓето, затоа не е избрана демиркапија туку така можеби дека им е многу убава, туку затоа што тука има високи и стрмни карпи, кои што се недостапни за човекот и тоа е идеалното место за нивно живење. Па нема ветар, бе, ветар сака. Промена на климата, на воздухот, да има ветар. Тивко беше птенци, сега е. Пред 2 години дојде јато од 15 белоглави мршојаци. Цъп, цъп, цъп и почнаа да инвазија. И беа тука скоро 1 месец. Ја ги начекав во живо, ги гледав доле, баш на просек. Па таму имаме хранилиштето, не е таму долу.
А оградени хранилишта имаме кај вашо е Клисура. И тука покрај автопатот, на оној врв онаму. Тоа е уште оградено со катанец, со клуч. А оваа го украдоа хранилиште. Бруски на батерии, така ги имат исечено. Товариле мрежа, стопчиња, капија имаше со катанец. И сега последниот пар, ама дали е тука. Пролета, март, април го виделе. Точно е во иднина дека има одреден нагон, одредена тенденција да се зголемат температурите горе-долу и врз основа на тоа организмите некои природно ќе се изумрат, нормално некои ќе се прилагодат. Сето тоа си е природен процес. Меѓутоа ние толку ги забрзуваме и ги зголемуваме тие величини што нема време ниту ние самите луѓе да се прилагодиме, а не пак другите организми. Дополнително зависиме од некои организми кои што се сензитивни на тие температурни промени. Ако тие изумрат, евентуално и ние ќе претрпуваме штета.